Во ова издание на луѓе и места ќе ви раскажеме за една необична пасија на едно воено лице. Ве водиме во Скопско Радишани, каде што ќе ве запознаеме со капетан Роберт Коцев, кој веќе 7 години, после работните обврски во АРМ, е посветен на рачна изработка на интериерот и екстериерот во својот дом. И сето тоа од парчиња дрво, склопени во применливи предмети за домакинството, како што се маси, столови, кревети и сета покукнина со која Роберт го опремил својот дом. Уникатните рачно изработени предмети, како што ги нарекува тој, ќе ги сретнете кај да се свртите во домот на Коцеви, почнувајќи од дворот, па се до купатилото. Ваквата необична покукнина е речиси сета изработена од габер, но во последно време Роберт експериментира и со други видови дрво. А првите контакти со дрвото ги имал уште како дете, гледајќи го својот дедо кој се занимавал со обработка на дрво. Но желбата да биде војник била посилна и ја потиснала фасцинацијата од дрвото, се до пред 7 години кога се родила повторно и се поклопила со потребата да создаде мебел за својот нов дом. Мојата примерна професија беше мојот сон, значи од малечко сум сонувал дека сакам да работам како војник, сум го живел тој сон и на крајот ми се оствари. Значи тоа е тоа што сум сакал да го работам цел свој живот. Ова што го работам сега како хоби, мислам дека може да го ставам како една паралела со тој мој сон, дека сум растел во средина каде што се почитувало дрвото. Дедо ми бил така се занимавал со изработка со обработка на дрво. И сум го гледал тоа и ми интересирало. Веројатно бил тоа моментот кога и такво нешто сум сакал да работам. Тлееше тоа, да, веројатно е професионалниот ангажман и веројатно дека тоа е тоа на што сум се определил да го работам целиот свој живот. Додека ова работа така сум ја потиснувал со години, додека првата шанса за реализација не се појави. Една фотографија ја разбудила заспаната дарба и мерак да го истражува дрвото и да создава необични предмети со неправилни форми, но со практична примена. Тоа дојде толку спонтано, значи една фотографија е кривец за ова. Значи таа фотографија го створи тој момент кога јас осетив дека таа енергија треба да излезе на површина. Тоа беше една фотографија со рачно изработена гарнитура за седење, изработена од неправилно дрво, се гледа дека е рачно изработена и тоа толку ме фасцинира што мислам дека тоа беше моментот кога енергијата излезе надвор и да почнам да експериментирам со дрвото. После првиот успешен експеримент, изработката на маса и столови, следувала и одлуката целата покукнина да ја изработи рачно и во овој стил, засега единствен и препознатлив. Мојата куќа е така релативно нова куќа, значи јас имав потреба од интериер, нормално и од екстериер. И со години сум купувал и кога бев под кирија, кога имав можност да купувам, кога се вселив овдека, значи престанав со купување, се ориентирав на изградбата на куќата и осетив недостаток на предмети за екстериер и интериер. Тоа беше еден момент кој се поклопи со она енергија што излезе кај мене на површина, со идејата дека можам нешто да реализирам, нешто да направам, нешто свое, автентично, необично и со тоа што ќе го искористам истото за да го пополнам недостатокот од предмети во мојот дом. Значи со самото тоа што почнав да експериментирам, јас си го пополнив интериерот во домот и на тој начин да видам како луѓето ќе реагираат на тоа, дали е стварно нешто убаво или така нешто како празнење на мојата енергија во некои предмети. А потребно е многу енергија и труд да се обработи овој вид на дрво со кој Роберт ги изработува предметите. Цврстината, необичните форми и истрајноста го издвоиле габерот како погоден за реализирање на неговите идеи. Кај ова дрво видов цврстина
и необична форма. Тоа беше она што ми даде подстрек да го истражувам дрвото. Она третата доблест што има на убавото нешто, не го знаев кај тоа. Значи, со самата обработка на дрвото сватив дека е убаво, необично и цврсто издржливо. И самото тоа дрво, самите форма на дрвото ми укажуваат каков предмет од него може да се склопи. Најчесто користам, како што реков, габерот и оревот за оние рамни површини, а еве кај ова маса дека костенот идеално се вклопи со габерот. На почетокот сам го собирал габерот во поблиските шуми, но подоцна ангажирали луѓе за тоа. Залихите на повеќе парчиња габер со своите неправилни форми му го олеснуваат процесот на создавање на предметите. Постапката за создавање на еден предмет е сложена, значи нималку едноставно. Тоа е процес кој трае. Значи од самото берење на дрвото, нели, во главно се трудам да наоѓам луѓе кои ќе ме снабдуваат со дрво, да го избегнам тој процес, тој степен. Но откога ќе го добијам, значи да го обработам термички, да го очистам од паразити, да го очистам од лушпи, корички, некои такви додатоци кои ќе ми сметат во обработката на дрвото. И до неговото складирање, специфично е складирањето на дрвото, затоа што морам да имам преглед на асортиманот дрво што го имам, затоа што ако немам, ќе не знам што да одберам, кој е дрво за каков предмет. Значи морам да имам добар преглед и кој бара така поголема површина. На моменти ми прави и хаос тоа дека во еден тесен простор имам многу преглед на дрва. И на крај, значи кога ја почнам постапката на склопување на предметот, значи тој мозаик кога ќе почнам да го градам, и тука ја користам целокупната моја умешност и фантазија да тие дрва умешно ги склопам и за да добијам адекватен предмет. Во самиот процес на создавање на ваквите употребни предмети тој не работи по претходно нацртана скица, туку го создава предметот спонтано и непосредно, но при тоа нагласува дека мора да се запази применливоста, практичноста и удобноста. Она што сум го замислил, си правам контура, избор на дрва што ги користам, и после контурата внатрешните делови ги склопувам така спонтано како ми доаѓаат, за да добијам стварно еден предмет кој така ќе делува убаво. Техниката што ја користам за спојувањето на овие делови, за да се добие еден предмет, е изворедна. Така да можам да кажам на секој што ќе ме праша дека моите предмети јас им давам неограничена гаранција. Значи, дур сум жив, овие предмети нема да има потреба од додатна интервенција. Мислам дека најголемиот експеримент го применив кај класкалката што ја видовте во дневниот престој. Кај неја се вложив многу енергија во тоа да го совршам тој начин на спојување, затоа што еден таков предмет кој е подложен на многу оптеретување, знаеме што е класкалка, значи треба да се нишаш на нејзе, значи треба да биде стабилна, значи држи многу оптеретување. Ако таа класкалка веќе 5 години, значи не мрднала, не попуштила и значи нема што да се сомневам дека другите предмети би биле послаби. Роберт речиси е при крај со опремувањето на покукнината во неговиот дом. Дури и креветот во спалната соба е во овој стил и изработен рачно. Спалната како проект живееше во мене многу години. Не месец, него години. Може би датира и од самиот мој почеток на совладување на оваа вештина. И ми стоеше како предизвик дали ќе можам да направам спална како што треба да биде. И мислам дека тоа ми представуваше како еден испит на совладување на оваа вештина. Минатата година
се пробав конечно, значи собрав сила, храброст, енергија да го реализирам и тој проект и гледате дека мислам дека е успешно. Ова маса ја правев, не можам да се сетам колку, значи за некои предмети стварно не можам да се сетам на времето затоа што едноставно се губам во тоа време кога почнувам, како ми трае тој процес, кога завршувам. Иако е ова тежок проект, многу одрекувања, многу предизвици кај нејзен, значи и таа и физички беше тешка да се сработи затоа што овој дрвен материјал е многу тежок и ми представуваше проблем кога треба се сврти, да се направи, да се дотера, да се направи да биде стабилна. И едно од најтешките оние делчиња за составување на цел проект ми е да се подрамни, да биде стабилен, да се подрамна доле ногарките, затоа што се работи за неправилно дрво и ти не можеш да кажеш колку ќе биде ова ногарка, колку ќе биде таа. А сите треба да бидат на иста висина и треба да бидат стабилни. А кога таков тежок проект треба да го подрамниш, можеби зборам дека една клупа би била околу 100 килограми. Значи, тие 100 килограми да можеш така да ги подрамниш, мислам, тоа е стварно треба многу енергија, многу голема желба за тоа да го направиш. Меѓу последните негови креации каде што вложил многу време и енергија е купатилото. Овде експериментирал со повеќе материјали, но повторно доминира дрвото. Идејата е исто така во мене. Тлееше, гореше, се случуваше чудо во мојата глава како да го изфилтрирам на крај да излезе тој некој проект што ќе биде спремен за реализација. Конечно му дојде време на тоа и еден од последните проекти е токму и тоа. Употребив во изработката на купатилото разни материјали, значи каде што користев дрво и на ѕидовите, камен, а и така чешмата ја вклопив така во еден необичен амбиент со тоа огледало и мислам дека го добив точно тоа што го посакував. Нормално има уште малце доработка, но многу сум задоволен од она како го замислив и како буквално сликата ја имав како треба да изгледа купатилото. И самиот признава дека била напорна изработката на некои од предметите, но желбата да го види што побрзо предметот готов го водела низ процесот на создавање. Имам замислено што сакам да направам и го чекорам тој пат. Значи како да се качувам на некоја висина. Само гледам врвот и друго ништо не е важно. Од овој необичен, но пријатен дом во Скопско Радишани ја одјавуваме оваа луѓе и места. Следната ја најавуваме за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.